имаме најава за инспекција овој пат ќе дојдат во еден посилен состав, во една здружена формација, 3 инспекции ќе не посетат, ама заедно. Трите инспекции ќе бидат на оваа тема. Јас тоа што ќе им го доставам нив ќе ви го кажам денеска и на вас. Ние значи имаме на 22.7.2013 година донесена одлука. И тоа по барање на град Скопје за чување, одржување, заштита и користење на спомен обележјата на подачите на општиот центар. Каде што ги дадовме како надлежност на град Скопје. Тоа беше оној став наш околу Скопје 2014, јас и ова гарнитура нема намера да ниту тогаш ниту сега да отплаќа нешто со што не се согласува. Во ова одлука јас можам да ви го дам и материјалот денеска, сите и оние споменици кои што ги споменавте, и Неџата Голи, и Јосиф Багери, и Пиетер Богдани. Така да за ова ќе мора да се обратите на службите во град Скопје. Но она што е точно е дека на времето парите за Скопје 2014, како што и беше проектот на владата, одеа во голема мерка преку буџетот на општина Центар, префрлени средства од Министерството за култура, од владата преку Министерството за култура, тука ќе бидеме коректни. Значи ние ги платиме од тој буџет парите, бидејќи ние не можеме поинаку да ги употребиме. Тие се наменски средства, значи не можеме да ги, ја би сакал наместо споменици да се користат за друго, меѓутоа тие се наменски дадени на општина Центар и да не должам, значи тие ќе бидат уплатени во моментов кога ќе пристигне сето тоа. Но постувањето, одржувањето и така натаму е под град Скопје. Се извинувам, од градот вчера викаа дека поставувањето не е обврска. Дека во договорот стоело, барем така одговор специјално вчера на моето поставено прашање, дека они се задолжени за одржување, чување, одржување. Дека општината треба да го заврши тој проект. Не сум изненадан од таков одговор, затоа што тие само сака да положат. Се прифрла топката, кој треба некој Топката е префрлена уште помеѓу двата изборни циклуса, кога преку ноќ, кога ги видоа резултатите, а сега гледаме дека ги знаеле резултатите и претходно колкав број на гласачи се фрлени. Во тој момент се поставени преку ноќ сите споменици, освен овие 3. Идејата се разбира била многу јасно да се види, ќе ги оставиме спомениците кои што се важни за албанците во Република Македонија, за да има можни последици по етничките односи во Република Македонија и да излезе новото рководство виновно и така натаму. Нема да, јас кажав, тоа што првата изјава кога дојдов овде, нема да наседнеме ни овде на таа провокација. Значи ги третираме сите споменици исто. Никој во општинен Центар не ги дели спомениците по две основи. Прво, затоа што не мислиме да ги делиме по етничка линија, а второ, ние сме против сите. Ја лично сум против сите тие споменици во Скопје 2014. Така да не ми еден подрак или помалку драк. Но сето тоа ќе биде под град Скопје, ние ќе ги уплатиме средствата. Значи со која намера и целотричната инспекција останува утре да се види, вие не знаете? Намерата е како и секоја инспекција што беше во општинен Центар да се изврши притисок, но ние ќе ги дадеме овие документи. Ако идејата и да се информира до каде се активностите, ќе го направиме тоа. Јас не знам во моментов што е со тие споменици, дали се воопшто излејани, каде е проблемот со транспортот и така натаму. Меѓутоа, проблем што е намерно оставен, со тенденции да навлезе во многу поинакви сфери, освен сферата на градежно условно постување на споменици, е прилично некоректно. И мислам дека тоа се заврши со таа процедура, затоа што Скопје 2014 е белек на оваа власт, на оваа влада, актуелна денеска во Република Македонија и треба заврши како така. Ние не го правиме тоа, затоа кредитот кој што беше наменет за катна гаража барокна, како дел од Скопје 2014 го раскинавме кога дојде новата гарнитура и тие средства ги употребуваме сега за кредит со кој што ќе го изградиме новото училиште во Капиштец, кое што тврдам дека ќе биде не само најсовремено во Македонија, туку можеби и најсовремено во регионот. Значи се работи за залечен пристап. Некои гарнитури сакаат, тоа е нивно право, парите да ги трошат за споменици и барокни изданија, ние ги трошиме, сакаме да ги искористиме за сосема друга намена. Мислам дека инвестирање пред се во иднината на нашите деца, градинки, училишта и така натаму е приоритет. Кога би можел би инвестирале во болници, меѓутоа тоа не е надлежност на општината. Моje мислење на гарнитура дека попамено таму се користат средствата. Но таа оценка оставаме на други, нели?
Со Езерце, благодарам на прашањето, тоа е одлично прашање. За, ако не утре, тогаш на почетокот на идната недела ќе излезем со официјално објаснување. Тоа е уште поголем проблем од училиштето. Ако училиштето прво некаде може и пола година воопшто не не го дава градежното земјиште. Па потоа од кога го дадоа градежното земјиште, нели чекавме согласност од Министерството за финансии за кредит. Кај ЕЗЦ проблемот е стар скоро година и 2 месеци, може би повеќе. Од кога завршивме целата процедура и отидовме на моделот на приватно јавно партнерство и кога се беше исполнето, имаме молк од Министерството за транспорт и врски. Целиот проект е завршен, знаете дека имавме изложба, знаевме дека потоа се избра идејно решение, прекрасно, и од кога го избравме имаме, значи, уште еден доказ за низата на блокади кои што се случуваат. За мене неразбирливи, затоа што Езерце не припаѓа на општиот центар, припаѓа на сите граѓани, нели? Но ќе искушам со конкретно соопштение за тоа што се случува. И на крајот на криштата, се тоа немаше да се случува како проблем доколку беше дадено на користење градежното земјиште во општен центар да го управува општината. За жал, еви 3 години после влегување на нова гарнитура во општен центар, владата никако да го даде на управување градежното земјиште, што само по себе многу кажа. Нема никаков одговор? Никаков. Немаше ни да има ни за училиштето да не држиме пресконференција. Молчењето е, иако има законска обврска, знаете, нели, ако немате информација од Министерството, од било кој орган, исто општен центар, ништо тоа, нема никакви санкции, затоа што секојаш кога прашам зошто не можеме да користиме градежното земјиште. Денеска градежното земјиште на општен центар се уште го продава владата. А и не го управуваат граѓаните на општен центар или администрацијата во општен центар, туку владата на Република Македонија. Такви примери во современа Европа нема, има во други земји. Но продолжува борбата, тоа е тоа. Без разлика на се, значи сите овие кампањи што ги правиме ова денеска за кои што зборуваме, укажува дека не може тие притисоци да скршат нашата волја да работиме. И прилично сум уверен дека отчетот што ќе го дадеме на крајот на мандатот ќе биде најголем досега било. Многу сум уверен дека ќе биде огромен и ќе биде најголем по обем нешто воопшто што е направено од било кој претходен состав во општен центар. Не напоменав намерно, не сакав да биде провокација политичка, но сега ќе кажам, значи сите овие досега направени проекти и очигледно ова што ќе биде направено во текот на оваа акција се со 0 денари помош од владата на Република Македонија. Јас гледам пресконференции каде што нели претходниот премиер кажува како владата помага во општините, тоа е добро да се помага во општините, но очигледно кога зборуваме за опозицијските општини, особено за општен центар, нема никаква помош. Но тоа не спречува да го направиме тоа што во центар со децении не е направено. Ниту градника, ниту основно училиште, такви капитални објекти немало. А со така наречената тераса на Стришница што и да е на објектот? Мислам, вие николку пати не јавивте, малтене еве само што не ја урнавме терасата. Да, кажав, мислам дека одговорив завчера на пресконференцијата кај основното училиште. Дозволата која што има дадено град Скопје ја обжалив на второстепена, затоа што имам право на тоа, бидејќи тој простор никако не може да се третира како простор на град Скопје, туку тоа е простор кој што е во надлежност на општен центар. Меѓутоа, за да се спаси целата работа, бидејќи јасно дека е направен законски прекршок, дека тоа е дивоградба, и е сосема јасно дека не се работи за никаква настришница, туку се работи за тераса, префрлена е топката во град Скопје. Го обжалив сето тоа и завршено како што можеме сите да претпоставиме. Жалбата моја на општиот центар, јас се како градоначелник на град Скопје ја поднесов, беше одбиена. Но дефинитивно нашата активност не застанува тука. Ке продолжиме понатаму, бидејќи е сосема јасно што се случува со тој дел. Пак ќе кажам, не делам дали дивоград би се направени од приватни лица, дали се направени од партии или од некои институции во државата, сите дивоградби ќе се санкционираат. Јас сега го доживам само колку одлагање од неминовното, тоа е да мора да се сруши тоа што е направено како дивоград. Дали има други прашања? Океј, добро. Не е ли град Скопје, може би транспорт, не знам како се сменја состаништото за Кунивер. Објектот, значи парцелата до Нова Македонија што беше за градна гаража.
Или знаеме, вие се откажате од Так. кредитот си, земјиштето бидејќи е државно, си распишаа оглас, го купија земјиштето, таму ќе се гради катна гаража. Дозволата за градба треба вие да издадете, општина Центар или градот, или транспорт може ли? Откако Плацот е продаден, па има Так, е приват, так. Откако се откажавме од кредитот, ние фактички се откажавме од градење. И проблемот повторно со недоделување на градежното земјиште, тоа земјиште се врати во собственост на Република Македонија. Во ДУП таму може да се направи само катна гража. И тогаш излезе соопштение од владата на Република Македонија, од Министерството за транспорт и врски, добро, ако општина Центар не сака да гради, ние ќе градиме како влада. Во ред. Тоа е нивно право и нека градат. Проблемот што не сакавме да влеземе во таква инвестиција помеѓу другото е што таа катна гаража не е наменета за граѓаните на Центар на Капиштец. Туку е наменета за администрацијата која што полека но сигурно беше поставувана во објектот на Нова Македонија. Нема никаков интерес општина Центар, ниту јас лично да влегам во инвестиција за да ставаме катна гаража која што ќе користат службениците. Ние можеме и работиме за граѓаните. Понатаму процедурата е таа. Ние се разбира треба да издадеме таа дозвола, немам никаков проблем со тоа. Дали веќе побарал собственик? Мислам дека немаме таква. Значи до денеска нема градежна активност. На тоа поле очигледно нема да се случи ништо ни до изборите. Значи во право сте, на почеток видовме силно изјаснување дека ќе се прави од страна на владата таква катна гража, но нема ништо тоа. Од тој момент. Имате сознание со Лимак што се случува со поземјата? Имав средба пред неколку дена, побара одложување на законската обврска да ги уплатат комуналите. Значи дојдовме до таа фаза да дури се Одложување или на рати? едно е одложување, друго на рати. На рати се согласувам, не е проблем. Одложување на рокот за уплата на средства, побара 40 дена да се одложи, но штом дојдат до пресметки на комуналите и тие се завршени, пресметките ги прави град Скопје, тоа значи дека е во крајно сериозна фаза. Во перманентна комуникација сме со нив и верувам дека ќе почне тој дел, но што се случува со нивниот финансиски капацитет, тоа ќе мора да ги прашаме.